Менаџментот на чистота и зеленило донесе одлука привремено да прекине со работа градскиот базен, за да не се загрози работата на јавното претпријатие, чија примарна дејност е чистење и одржување на хигиената во Куманово. Сметките за струја и газ со кои се обезбедува работата на базенот за еден месец со новите покачени цени ќе изнесуваат 50.000 евра, објасни на последната седница на Советот директорот на претпријатието Даниел Стојчевски. Тој направи споредба со сметките за минатиот декември, кога изнесувале до 300.000 денари за струја, а за газ до 600.000 денари. Меѓутоа, со новите покачувања на овие два енергенси, таа сметка би достигнала 3 милиони денари месечно. Во самите ставки предвидени за оваа година, согласно планот кој треба да се реализира, ние имаме предвидено цена што треба да исплатиме на годишно ниво од 4 милиони 200.000 денари само за газ, а веќе за месец јануар може да имаме цена од 1,5 милиони денари или за 2-3 месеца да ги исцрпиме овие износи, па би се довело во прашање нормалното функционирање на ово јавно претпријатие во наредниот период и затоа е донесена таа одлука се до нормализирање на цените да затворениот градски базен биде времено затворен. Ние како јавно претпријатие преку Сдруженијето АТКОМ, кој е Сдружение на сите јавни претпријатија, веќе поднесовме иницијатива да согласно она одлука што се планира да биде носена во град Скопје, да се субвенционира од страна на државата разликата во делот на енергенсите кои што се зголемуваат за овие 2-3 месеца додека трае грејната сезона. Мислам дека не треба да биде изземено и Куманово, бидејќи Куманово е дел од оваа држава и мислам дека и Куманово треба да влезе, односно јавните претпријатија во Куманово треба да влезат во оваа програма и да се изнајде начин како ќе се субвенционира со што повторно би преработал градскиот базен. Тој упати жалење што децата нема да може да ги користат услугите на базенот, но од граѓаните бара разбирање бидејќи вели мора да се одржи функционирањето на јавното претпријатие. Советничката група на СДСМ побара разликата во таа покачена цена да биде покриена со субвенции од буџетот на општина Куманово. Затоа како советничка група на СДСМ по однос на оваа точка ќе предлагаме да се донесе заклучок да се трансферираат средства од буџетот на општина Куманово, со која ќе се трансферираат средства значи за разликата на цената на газот, со што ќе се овозможи граѓаните да го користат градскиот базен. Тоа ќе се договориме доколку Советот ја прифати оваа одлука, односно овој заклучок, ќе го формулираме и мислам дека би било во прилог и на градскиот базен и на граѓаните на Куманово. Зошто го зборам ова? Имаме трансферирано, значи, од минатиот буџет од минатата година, од 2021 година, 3,5 милиони евра се трансферирани во 2022 година и мислам дека има доволно средства да оваа разлика се покрие, се извинувам, а градскиот базен да може да функционира. Директорот Стојчевски нагласи дека базенот не е најголем проблем за граѓаните во овој момент кога треба да започнат со работа училиштата на кои грејењето им е потребно. Базенот, затворениот базен, не е најголем проблем во овој град со енергетска криза, па да се пренеменуваат средства. Вие добро знаете дека имаме училишта кои што треба да започнат од први, каде што ќе им биде потребно грејење. Вие добро знаете дека доколку јавното претпријатие водовод не користи струја, може градот да се доведе во прашање со водоснабдување. Затоа мислам дека има поприоритетни прашања и токму ова прашање кое го засегнавте со затворениот базен, можел да го сметам за популизам, бидејќи не се осврнувате на конкретните проблеми што ги имат граѓаните, туку на некои секундарни проблеми кои навистина се проблем за корисниците на оваа услуга, меѓутоа сепак има поприоритетни прашања за решавање во оваа општина и затоа не можам да го сватам никако другше освен популизам. Советничката група на СДСМ достави предлог заклучок директорот Стојчевски за следната седница да изготви финансиски извештај колку средства се потребни за функционирање на градскиот базен со цел тие пари да се трансферираат од општинскиот буџет и базенот да продолжи со работа. Предлогот беше одбиен од страна на мнозинството во Советот, кои гласаа против и изгласаа одлука со која се задолжува градоначалникот да достави извештај за трошоци на енергенсите на јавните
социјалните предпријатија, јавните установи и основни и средни училишта за следната седница и да се направи анализа споредено со декември и јануари оваа сезона со следната.